Добро не. Здраво дечки, Здраво. уште една епизода на Байкерот и Кросфитерот, Така. го имаме Денис Абдула. Ја цело време мислам едвај чекав. Мај валјда ќе ме викнат, Па, чим кога го си викна тука? овој, ај сега да не го спомнам. Викам што сум сгрешил ја. Ама еве дојде и тој ден. Не знам зашто по телефон ме викавте докторе, ама Ајде да почнеме. Колку често треба да се масира еден професионален спортист? нек се масира. Ако има да извади од себе шлајм, убаво е Него секој шлаем за чворови. Дали е окей секој ден? Шворови кај еден бесат, еден месар, он ги прода од јунешко, ама добро, Не, бе, мислам, не знам човек. зашто ме прашувате за Кој ќе Кажи те му, фати за тоа. тука? Абе за мускулни чворови ти збори. Чвор, нели, кој имаат луѓе, она тврдо кој им е тука. Оди нека баба, нека земе, нека те поплюка, валјда ќе ти помине, не знам што да ти кажам како. Физиотерапевт како тебе има масирано спортисти, како Перо Антич, како Жарко Паспалј, Дженет Джексон, брат и Мајкл Джексон. Майкл Джексон и Дженет Джексон ги сакав од мали. Имав касета од нив и едно куче, пошто со паштета вујко ми јарнамачка му паднала и ја изеде. Го однесовме на ветеринар, ама касетата излезе, ама лентата у него остана. Кој список го зема, кој ми го даде? Со Денис Абдула, физиотерапевтот. Ај, абе, од театар било. Тотално непрофесионално. Ама имаме ние бе и глумечки Абе, може. прашања. Значи ја доаѓав тука до хеликоптер служба, викнав полош вие од на Лазаров подкастот. Ајде, чао. Абе, ке снимевме нешто бе.